Колку што ми представува задоволство изборот за прв човек на Гром Бутел, толку верувајте го чувствувам како врска да ја оправдам таа доверба и да сторам нешто поголемо и позначено за нашата општина и нашата партија. Тоа е сериозна задача, но ветувам ќе работам посветено и со огромен ентузијазам. Пред се, затоа што Гром тој го заслужува. Затоа што Гром е партија на центарот, но Гром, според мене, е и партија на еднината. Партија на младите, партија на неопределените, но и определените. Жедни за нова визија, за нешто пубаво и поефикасно. Ние сакаме поинаква Македонија. Сакаме држава на пружени шанси, на простор за реализација и творење. Таков досега немавме. Дури повеќе, многу малку и ретко кој не прашуваше за мислење, а и тие што ќе не се слушаа, волно или неволно, многу ретко или речиси никогаш не ги остваруваа нашите барања. Гром не мисли така. Во тоа сме убедени и тоа ќе го покажеме. Гром мисли на младите, мисли на еднината. Во својата платформа и програма има десетици проекти и цела стратегија како да дојде до вистинска афирмација на младите, кои во иднина треба да ја понесат со себе визијата на Гром и да го продолжат нејзиното живење. Сакаме со оваа партија да ги отвориме вратите за младите, сакаме да отвориме перспектива за младите луѓе, не само овде во кај вас во Бутел, туку во цела Република Македонија. Тоа е причината зашто ја правиме оваа партија. Имам впечаток дека им се смачи да седат на маргините на настаните, имам впечаток дека им се смачи на некои што се членови во други политички партии да седат во опозиција, дека младите имаат потреба да се реализираат себе си, да се афирмираат и да дадат придонес за развој на Република Македонија. И јас сум длабоко убеден дека токму Гром е таа политичка партија преку кој што тие ќе можат да ги артикулираат и своите знаења, и своите предлози, и своите визии за развој на Република Македонија, но во исто време и да живеат својата афирмација како млади луѓе. Ние сметаме дека на младите луѓе можеме да им отвориме перспективи само ако ги отвориме вратите на Република Македонија, ако направиме правна држава, кој ќе правото ќе функционира за сите граѓани, ако сите граѓани имаат безбедност на највисоко можно ниво, ако законите не ги менуваме секој ден, ако знаеме дека законите и управата за јавни приходи функционира за сите онака како што треба, ако се добродојдени инвеститорите не ги шетаме по керамиди низ административните лавиринти, тогаш знаеме дека тие ќе сакаат да вложат во Република Македонија. А нема теоретска шанса развој да има Македонија без годишно да се обезбедат 300 до 500 милиони евра странски директни инвестиции, само така ние ќе можеме да одиме напред. Гром смета дека повеќе пари треба да има кај граѓаните и кај стопанството, а помалку треба да има кај владата. Зошто? Зашто стопанството и граѓаните имаат поприродни канали за инвестирање на парите и за нивно оплодување и за отворање на нови работни места, а владата на многу лесен начин заработува, тоа е со законски решенија, со блокади на сметки, со принуда, со притвори, со казни и на уште полесен начин троши. И ние имаме денеска вистински пример како лесно заработените пари лесно се трошат во нестопански инвестиции. Гром смета дека треба да се престане со овие нестопански инвестиции. Ако е заер, доста беше од споменици. Дајте да градиме инфраструктура. Дајте да градиме енергетски објекти. Дајте да го подобруваме стандардот на граѓаните, затоа што овие инвестиции во нестопанските објекти не создаваат нова вредност и не можат да водат кон развој на Република Македонија.